Премудри Соломона го проколнува мајка му. Чита Александар Станојков. Многу пати се препирал Соломон со мајка си за кои се поитри, али мажите, али жените. Соломон велел мажите се поитри, а мајка му велела жените се поитри, а не мажите. Секоја вечер тој разговор го имале Соломон и мајка му и никако не можеле да се погодат. Многу мака му било на Соломона дека не можел да ја кандиса мајка си да поверува оти жените биле побудали, а не мажите. И мајка му била и наетчија, ама и Соломон па бил уште поинаетчија. Та ја скројал еден маривец што се вчудо видела мајка му. Ја курдисал едно момче многу лично да ја биде измеќар на мајка си и го научил Соломон како да направи. Со денеска, со утре, ја кандисало момчето мајка му на Соломона да се огреши со него и му кажало на премудри Соломон за истата вечер како ќе се согрешавале. Кога чул Соломон тоа нешто од измеќарот, му изела лиштата и се облекол Соломон во неговите алишта и отишол на мајка си на постелата. Без да го сети мајка му тие Соломон си го пречекала со голем ќеф. Готви се, мајко, ја рекол, да влезам од кај што су излегол. Кога чула тој збор мајка му од Соломона, умрела од страм и да беше кабил да зини земја и да ја голтни поарно, а не да го види сина си Соломона. Арно, ама немаше како, тики ништо немаше што да му направи отколку клетви беломорски да му дај, како што колнат сите жени синови си и ќерки си. Синко, синко Соломоне, ти мене што олку ме устрами, да би дал Госпо вишно небо да обидиш и длабина морска и до крај земја да обидиш, да после да умреш. Ете, толку те велам и друго не ти велам. Виде мајко, ти вие сте поглупеи, ја рекол Соломон, а не мажите како што велиш ти. Видов, синко, му рекла. Туку клетвата моја што ти ја дадов да не кортулисаш од неа, туку ти велам и ништо друго. Еј се. За тогај се замолча работата од двете страни и дури биде жива мајка му на Соломона, не седнала на една софра да јадат мајка и син. По смртта на мајка му на Соломона го биеше мислата за клетвата што му ја дала таа која сакаше да лежи со неа и кога дошол во стари дни, многу измачен, му се посакало да умрет. Арно, ама, се сеќаваше за клетвите од мајка си и се веруваше оти треба да се качи до вишно небо, до длабина морска и до крај земја. Сапејќи Соломон тоа нешто и верувајќи оти се исполнува клетвата од мајка и од татка, приесапи да исполни барем едната клетва, да се качи барем на вишно небо, да за во длабочината морска и крај земја белтим не ќе го ваќа таа клетва. Арно, ама, тој што сапил, Госпо не сапил. Чунти, Госпо е право судија, та длабината морска ја виде ќир Соломон и крај земја ја обиде, да после си умрел. За да се качи вишно небо, еве каков Есап беше направил. Ти заранил 2 орла од најголеми што имало на веков, те изгојал многу и направил едно шише големо колку да го бери него натре. Од која видел орлите оти ќе можат да го дигнат вишно небо, го врзал шишето за 2 орла и влегол во шишето натре, та се затнал со една тапа и веднаш летнале на угоре и го кренале вишно небо. Летале нагоре, летале и ватиле да грачат гра, гра, гра. Кога виде и чу Соломон тоа грачење на орлите, му текнало оти му се јади на орлите и си пресекол едно парче месо од стапалата од нозете и наранил орлите. Полетаа малце и пак беа огладнели и пак почнале да грачат. Арно, ама Соломон немал од кај да му пресечи месо за да му дајт и да се слезат на земјата. На тоа згор орлите се прегризале ортомата што беа врзани од шишето и беа го пуштеле удолу на земи, ама го завеало ветро шишето и паднало в море и не се скршило шишето, те застанало на земи. Кога се виде Соломон на дно море, се почуди како така да падни в море и пак да биде жив. Сполај ти, Господи, си рекол сам со себе, да што беше ова чудо што се стори на мене и се исполни клетвата на мајка ми што ме колна.
Верувам Господиот и од овде ќе ме изваиш и до крај земја ќе ме пратиш и после душата ќе ми ја земиш. Мислејќи си Ромајо Соломон вака, туку еве тие тројца ѓаоли го опколија да го видат кој е. Едно го видоа и го познале од тие Соломон. Тие тројца ѓаоли биле браќа и му оставил татко му еден мирас од 3 нешта. Една шапка, едно стапче железно и едно рало опинци и тие железни. Ама не можеле да си и делат чунти, секоја сакал шапката. Еве ни го премудри Соломон, си рекле ѓаолите помеѓу себе. Тој е толку мудар и тој може да ни го дели мирасот. Ајде да го помолиме. Ајде да го помолиме, рекле друзите и му застанале пред него, та му рекле: знаеш што добро сакаме да ни сториш нам? Не знам, пријатели, му рекол Соломон. Кажете ми што добро сакате да ви сторам и ќе ви го сторам ако е возможно. Еве што добро сакаме, премудри Соломоне, му рекле ѓаолите. Овие 3 шејови, стапчео, шапкава и опинците ни се остаени од татка ни мирас која умре. И сега не можеме да се погодиме кој која да земиме, секој од нас ја сакаме шапката. И што толку се карате и не можете да се погодите за тие нешта без Маривет? Море, како без Маривет се бре? Премудри Соломоне, кога се голем Маривет? Еле, кажете ми, што Маривет имаат, му рекол Соломон. Еве што Маривет имаат, Соломоне, му рекле ѓаолите. Оваа шапка да ја клаиш на глава, никој не може да те види. А пак опинцеве да ја обуеш, до крај земја можеш да одиш, ич да не се умориш. А пак стапчео, колку луѓе да дојдат при тебе да те нападат, со едно мавнување се ќе ја истепаш. Ете, тој Маривет имаат. А сега, дели ни Соломоне да видиме како ќе ни делиш, за нас сите тројца да ни се стори ќаот. Кога и чул Соломон ѓаолите, си рекол сам со себе, еве ми кој ќе ми изваат од море и да добијам 3 нешта што да и нема на веков. Слушајте ваму, пријатели, му рекол Соломон, јас можам да ви делам овие 3 нешта и на секого да му биди ќеот, ама ако ме изваите од морево на суо и таму ќе видите што Маривет ќе направи. На часот ѓаолите го грабнале и го изваиле од море на суо Соломона и му и клале пред него 3 работи: шапката, опинците и стапчето. И го помолиле да му и дели. Еве ти извадовме, премудри Соломоне, на суо, ај сега дели ни ги работите. Пети пријатели, да ви делам, му рекол Соломон. Ај сега одете на онаа планина што е пред нас, кај што лежат облаците. И веднаш ќе се стрчате, та кој побрго ќе дојде од вас при мене, нему ќе му ја давам шапката и по него кој ќе дојде, ќе му го давам стапчето и најпосле, кој ќе дојде, ќе му и давам опинците. Слушајќи тоа нешто ѓаолите, кандисале и отрчале кај планината, та се загнале да трчаат и Соломон зел железното стапче в рацете, се сготвил да ја отепа сите тројца. И едното трчале до него, мавнал со стапчето и сите тројца ја отепал на место. Си го зел стапчето, опинците и шапката и си дошол дома здрав и жив, како што сакал Господ. И сега веќе премудри Соломон 2 клетви извршил и остана уште едната клетва да изврши, да оди до крај земја. Си обул железните опинци, си клал шапката нагла и си го зел железното стапче в раце и овде му е пато, тргна да си патува до крај земја. Пуста клетва мајчина колку е лоша, аќи бедговати ја доврши. Одел и до крај земја отишол Соломон и пак назад се вратил и си дошол, та така си умрел без грев од клетвата на мајка си.